Шери, што ќе готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Што ќе правиме како рецепт денес? Шери, што ќе готвиме денес? Па ајде да гледаме што имаме како намениси на располагање. Како кажувам секој ден. Убав модр патлиџан. Океј. Пиперка ќе му земам едно домат. Океј. Аха, мелено месо немам. Што ќе му ставаме на везена пиперка, малку како гарнир така? Ако немам везен, што ќе ставам? Па мора малку да направиме една смеса со туна. Па зошто да не? Прв пат ќе го направам тоа. Модер патлиџан, ќе го полнам со зеленчук и малку туна и ќе го печеме. Па да, зошто да не? Ќе му земам овие полжавчиња. Јас ги кажувам школки, они се викат полжави, малку високи мислам. Таман. Се употреба ориз, може се стават тестенини. Јас ќе ги готвам овие денес. Ова. Океј. Ми треба сос, нешто со тоа. Ајде. Имаме домашна салса лјута, имаме салса дип. Од мама си имаме навистина многу различни сосови. Ајварче ме тоа е убаво со лепче така. Во ова. Ако му ставам ајвар, па ајде. Зошто да не? Ке пробам. Ајвар, туна. Ми доаѓа идејата. Ајде. Од идеја на реализација. Океј. Ова, да. Така. Топ. Прво, основно, па вода. Тестенини без вода никако да се прават. Ајде. Ке ни не правиме овие малите полжави. Многу брзо се варат они, а многу се лесни. Ја ги обожавам. Ги открив од Златопојле, навистина не ги познавам јас овие. Ова сорта на тестенини. Ке ми отидеше водата. Ајде. Максимално. Сол. Има многу сол. Ајде. Сол во вода. Одлично. Ова. Ете, малку зејтинче и ќе се прави. Остана токот овде. Модриот патлиџан на половина. Ќе оставиме дршката и све, да убаво да личи така како ќе се пече. Знаете што? Го направиме во ефраерот? Зошто да не? Ми текна. Јас мислев да употребувам печката, ама ќе го правиме во ефраерот. Ајде. Да го вадиме средината. Океј. Така. Ова. Исто. Лесно се вади. Ајде. Полнети модри патлиџани со туна. Епа. Зошто да не? Епа, многу убаво ми текна. Ајде баво да ги изчистиме. Овие семки и све не ми се допаѓаат. Така. Исто ова. Да не остава премногу. Ќе ги ставиме директно сега во ефраерот. Ќе му ставам малку масло. Така. Малку сол. Да се омекнат и така да почнуват да се печат. Јас во меѓувреме ќе спремам све што ми треба. Ајде, хоп. Ефраер. Многу е фраер овој ефраер. Навистина многу ми се допаѓа тој фраер така во македонски. Ајде нека се печи. Ќе завршиме работата. Ова средината ќе ја држиме за нареден пат. Може ќе ми служи. Зошто да не? Па ќе кажам во кујна ништо не се фрла. Ова се топли водата? Не, уште не. Чекам уште малку. Така. Ајде, да почнеме да правиме смесата. Ова се пече. Ова се, так, окей. Ќе мора малку да ги пропржам. Да, исто една тава.
ете малку во кујната, мора да си зборам сам, така малку, да се организирам, да ми дојде идеја во меѓувреме, што правиш така, Марко, овде ставаш така, не, ова да. Малку ќе ме правите како да сум малку избеган така, епа не. Мислам ти лимит. Не точно, ама блиско. Така. Семките се извадени, ова везена пиперка, многу ми се допаја ова. Флака, исто. И вадиме семките. Уште полесно така во лавабото. Тепате на крајот и празно. Домат. Така. И миме малку. Вала. О, фраерот. Многу фраер денес. Топ. Ајде. Ова да се пече малку маслиново масло. Така. Ќе направиме кубети, парчиња од домат, пак ќе кажам, нема да останат, ќе се мешат обавезно со целата смеса. Ајде, вуаля. Хапс. Оке. Вуаля. Ајде. Водата почна. Ми падна овде. Марк. Ми лизна доматот. Оке. Ета. Вара. Жицата. Исто. И одиме со тестенините. 6 минути со вода врена. Ова ќе трае 8 до максимум 10 минути ќе бидат спремни. Таман време што ми треба за да го пропржам модерот патлиџан, да го направам сосот, да го мешаме тоа со туната и да мешаме све заедно. Да не заборавиме. Имаме мамас ајварче. Ова ќе го мешам еден дел директно со зеленчукот и со туната. Останатокот ќе оставам така на страна. Мора. Ја за мене многу сакам ајварче со лепче, така тоа ми е нешто омилено. Ви го кажав неколку пати. Навистина која Василка, мојата омилена половина, не е тука, мојата шери. Кога си сам дома, да си готвиш, не се мачиш. Што има во фрижидерот, не почнаш да печеш и све тоа. Една тегла ајвар, 1 кило леп, па и таман. Додека мешето е полн, си на рад. Не бараш ништо повеќе. Па и паче сирење. Тоа е, мислам, задолжително. А друго, навистина, тестенини, и тоа е нешто што многу брзо можеме да го правиме. Туна, исто. Кога гледате, што имаме на располагање во кујната, вие го имате и кај вас, тоа секој ден го имате кај вас, сигурен сум. Затоа, многу ми се допаѓа рецептите што ги правиме заедно. Оти се рецепти со намирници што сите ги имаме дома и што сите можеме да ги направиме. Не правам овде fine dining, не правам нешто висока гастрономија, френч куизин или нешто така. Не, правам една кујна, едноставна, што сите можеме дома да го направиме тоа. И плюс, мажите што сега почнуваат сите да готват вакви рецепти, многу лесни се за вас. А вашата омилена половина, кога ќе дојде дома, ќе биде воодушевена. Навистина, ќе видите. Така. Ова се вари. Мешавината овде се пече. Таман, нека продолжи да се пече. Ова можеме полека да додаваме туната. Туна ќе исцедиме малку. Окей. И слободно умешаме
со зеленчукот. Така. Многу добри се овие. Ева. Вуаля. Одиме сега неколку зачини, малку сол, малку бибер, неколку меруди. Да му ставиме малку. Овде што имам на располагање? Имам уште прас. Прас. Млад прас, така. Многу добро оди со тоа. Малку, чисто така шмек да му дава. Океј. Розмарин, гранка. Имаме исто малку макдонос. Така. Сите овие вкусови од свежи тревки, така, јас ги обожавам. Навистина, кога ги мешате тоа, све, дава еден вкус, еден мирис така во целата кујна, што, обожаваме. Ја многу сакам кога шери си става парфем, ама кога сум во кујната, што мириса така, преубави мириси, исто е, уживам исто. Сега да не почнува да се прска со туна, тоа ќе биде малку чудно, ама кога се готви, навистина, овие мириси се топ. Ете така, малку бибер, му ставим, овде му треба малку сол, така, и што можам уште да му додавам? Лукче, додавам секогаш, што имам таму на располагање, па кари, зашто да не? А не, куркума, па ќе го пожолти тоа све, зашто да не? Вуаля, малку куркума, ова е кари, ова ми е босилек, да, таман. Нешто немам свеж, арно имам сув на располагање. Топ. Одлично. Ова убаво се измеша, се пропржи и ќе можеме сега полека да ги полнам модирот, да го полнам модирот патлиџан. Да не заборавам да додавам вуаля, една лажица, голема лажица ајвар. Браво. Лепа марка. Не знам да ги гледате, ама почнувам овде да ми работи така устата, дали ги да почнат да ми течат. Ова е каква убава боја. А мислете, ова сега ги пунам модриот патлиџан. Вау. Океј, ајде. Да го изгасиме, да не продолжи да трошиме енергија џабе, ќе ги вадиме. Видите, модри патлиџани. Супер. И вуаля. Океј. Малку се пропржени, таман. Спремни за да примат мојата смеса направена од пиперка везена, домат, оставив малку прас, туна, ајварче, чудна комбинација, розмарин, босилек и малку куркума. Вау! Другиот дел од ајварот ќе го мешам со малку вода, ќе му ставам малку зејтин, ќе го правам малку потечно и ќе го мешам со тестенините. Ова како е убаво, гледате. Ќе продолжи да се печи во ефраерот, ништо да не оставим. Вуаля. Како личи. Океј. Да не одам предалеку. Вуаля. Опс, едно.
и второ. Океј? Тука се. Одат сега во ефраерот така. И ги ставиме малку повеќе време. Ајде, оп. 10 минути. Таман. Нека продолжат, а ние се враќаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Модерот патлижан се пржи, се пече во ефраерот. Јас гледам овие тестенините полека се при крај. Мора да ги намалам малку, да. Ова завршено. Ова завршено. Шишо? Завршив? Не оди така. Ми останува уже ова мамас, ќе го мешам малку со тестенините, така како ми биде како подлога, ќе биде одлично. Ова, мора да направам нешто свежо со тоа, една убава салата. Имам зелка, имам тоа, морков, имам овде салата. Ајде, да направам една салата. Нешто така едно мало предјадење. Убаво е да се има секојаш убава салата. Ова е, мислев ти беше марула, ама не ми е марула, овде е како убави листови од средината. Овие ми се што ми се допаѓаат најповеќе. Некој пати така зборовите не ми доаѓаат. Чудо, а? Белгискиот јазик, белгискиот. Францускиот јазик уште ми е во главата. И тоа е. Ајде, што да ставиме во салатата? Има уште сланина, имам и мортадела овде. Но зашто да не направиме така едно убаво предјадење, една мала салатичка, малку сланина пропржена, мортадела и парчиња лепче така кубети. На брзинка. Додека ова се прави, ова се вари, имаме време да направиме едно убаво предјадење, нешто едноставно, а премногу вкусно. Многу ги сакам така импровизирани салати на брзина. Тама. 2 тањири. Вака. Мала салата. Ќе биде среќна. Шери обожава салата, обожава такви ствари. За незе е секогаш, како да кажам, изненадување кога готвам така една мала салата плюс. Она кој готви, прави салати. Јас поредко малко. Јас сум повеќе месо, повеќе така ствари малко. Беше, кажав и мортадела. Зошто бегам овде? Уште 2 парчиња мортадела, 3. Чекај, 1, 2, 3, ајде 4. Да не јадиме премногу. Вуаля. И лепче. Има овде лепче позади. Сите си имаме малку лепче во фрижидерот. Се затвори. И на вистина, секогаш е добро дојден. Ајде, ќе земам. Ова. Тестенините, они се завршени. Па да. Опа. Оставиме тука. Тавата тука. Ајде. Одиме појако. Да се пропржи ова. Овде тестениите имаме таман време за да ги исцедиме. Опа. Вуаля. Нека се исцедат, а ние омега време ќе направиме кубети со парчиња месо, мортадела и сланина. Ајде. Многу сакам така кубети. Одсем да се земи лепче и да мешаш така во... Не, овда директно ги имаш крцкави во салатата, ти дава една текстура, еден друг шмек, друг вкус, друга презентација, све друго, ама преубаво, прекрасно. Ете, вака ќе направиме. Ова го сечеме на држина. Морам да му дадам нешто овошје со тоа. Малку грозје, малку смоква.
Да. Ете, ајде. Ова нека се пржи малку. Малку сетинче. Исто ова. Направиме ленти. Комплетно ќе правиме две јадења, фа не. Ова не можеме да го кажеме од тие јадење, ова е пред јадење. Вала. Кога не знаете што да правите, па гледајте у фрижидерот и што ви останува, па ќе ви текне, ќе ви дојде нешто, една идеја, и ајде. Хап, ете. Парчињата лепче, исто. Хап. Ова. Чистиме. Така. И. Грозје. 2 смокви. Четири грозје бели. 4 грозје црвени. Ќе бидат доволни. Чисто така. Да имаме малку гарнир во салатата. Ајде малку да ги измијам. Оп. Што е тука? А ова? Таман. Многу сакам така снанината, мортаделата мешана со лепчињата, но ова све заедно се потпекува, вкусот се меша со кубетите. Какво убав вкус ќе доа све ова на крај. Топ. Шери, што ќе готвиме денес? Ајде. Епа, смоквата на 4 парчиња. Еп. Тука. Вала. Само ќе ми изгори. Мора да пазам. Супер. Се лепи малку доле. Е нормално. Ама ова е уште малку завршено. Ora, доста. Намалуваме. Ça suffit. Хап. Ајде. Така. Малку грозје. Така ќе имаме вкус малку солено, малку благо, комбинација. Врв. На това поголема. Така. Ете. Марк. Многу сам себе се изненадувам јас. Ти ми доаѓа така идеи на моментот, гледам што има и ајде, терај само. Така. Океј. Супер. Ова. Вода и тука. Одлично. Ефраерот заврши, а ние сега што ќе правиме? Ќе го сервираме и модриот патлиџан. Ајде, да правиме малку место, чисто, Марк више, не знае више што да прави. Така. Океј, ги враќам тестенините. Чекај. Ајде. Така. Таман. Ова нека стои тука. Океј. Тестенините. Малку
Маслиново масло и, што кажав, оти, ке стам, ајварот. Остана така од ајварот. Ти се јади и тебе, се разбира, ајвар. Сите си сакаме. Така. Чисто тестенини со ајвар. Така ја употребивме целата тегла. Ништо не губиме, а сите сме среќни. Така, гледайте како е ово. Таман. Може и така да си јадете на ран. Ајде, сега уште 2 тањери и го сервираме модриот патлиџан. Океј. Пазам малку, оти ми се распаја. Така. Ајде. 2 лажици ќе бидат доволни. Океј. Ова ја лижев. Марк. Пази само. Таман. Океј. Уште малку ќе бидат изгорени, среќа, како да времето беше направено точно за ова рецепта. Ајде. Видите. Вау. Модер патлиџан, полнет со туна на подлога од тестенини со ајвар. Има уште сок овде, сакам да го држам овај сок, а не да го држам да го употребам. Значи ова е сокот од модерот патлиџан. Го направим, ете така. Јопа. Ете. Јес. Така. Вала. А ние за денес ја завршивме задачата. Направивме едно убаво предјадење, мала салата со кубети, со сланина, малку грозје. Заборев, чисто малку маслиново масло. Ништо друго. Ако сакате малку лимон и нешто така, а главното јадење, модер патлиџан, полнет со туна, ајвар, мешан пиперки и сето, на подлога од тестенини со ајвар. Знаете што? Добар апетит.
Што ќе готвиме денес?